Бизнисменот Сеат Кочан ќе оди во затвор, но не веднаш. 4 години и 8 месеци Кочан треба да биде зад решетки. Апелација делумно ја потврди пресудата за труст на специјалното јавно обвинителство, со што пресудата е правосилна. На Кочан првичната затворска казна од 6 години му е намалена, а за Василија Авировиќ апелационите суди одлучија да добие 2-годишна условна затворска казна, а ќе ја изврши ако во наредните 5 години направи ново кривично дело, иако првично кривичен му пресуди 3 години затвор. Апелациониот суд Скопје во останатиот дел првостепената пресуда во целост ја потврди. Вака донесената одлука ќе биде објавена во целост на веб страната на судот во рокот определен со Законот за управување со движењето на предметите во судовите. Осудените Кочан и Авировиќ треба да платат парична казна од 2 милиони денари. На фирмите Трансмет и Силекс Метали им е забрането учество на тендери во наредните 3 години. Имотот ќе биде конфискуван за 17,3 милиони евра, колку што и беше тендерот со Елем. Осудени се за кривичното дело злоупотреба на постапката за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство. Кривичен лани на 20 јули го ослободи Сафет Ватике од обвинение, но и фирмата Вато со образложение дека не придонеле во кривичното дело. Кочан сепак веднаш нема да оди во затвор. Прво треба да добие правосилната пресуда, а потоа известувањето од кривичен од судија за извршување на санкции, определениот датум на кој треба да се јави во затвор. Сепак според законот, Кочан има право на одлагање на затворската казна, но најмногу до 3 месеци.